Почитувани наши гледачи на ТВ каналот Откритија, добра вечер. Го слушате каналот Откритија, против неправдите во сите области, откритија, решенија. Четврток, 6 април 2023 година во 20 часот. Во живо. Како да се справиме со новокомпонираната родова идеологија која што се воведува во македонското општество е денешната тема. Таа идеологија, наречена родова, се воведува наспроти нашата култура, вероисповед и сите други карактеристики и вредности на нашето општество. Најпогодени се децата од рана возраст и преку образованието и другите државни и приватни политики и преку децата погодено е целото наше и светско општество. Колку е опасна, колку длабоко е навлезена оваа родова идеологија во сите пори на општеството. Која е еднината на општеството со таквите идеологии? По кој пат ќе оди нашето општество? По Божиот или оној на ЛГБТ и така натаму? Лудаци и нивните пропаганди. На ТВ каналот Откритија Discovery со мене Силвана Павловска и Ана Бобинкова Мијаковска на првиот истражувачко-творечки генетички продлабочен интернет отворен ТВ канал продукција Откритија Discoveries Надеж за иднината. Се емитува на YouTube и на другите социјални мрежи, меѓу кои Telegram, BitChute, Rumble и така натаму. Ако имате некакви прашања, обратете се по имейл на odkritiadiscoveries@gmail.com. Ана, добро вечер. Добро вечер, драга Силвана. Посакувам добра вечер на сите кои што не следат, не гледаат и ќе ја проследат оваа емисија, бидејќи важни работи, како информации пред се, ќе треба да дојдат до нив за да формираат свое мислење, а секако и да можат и така да постапат согласно со истото. Да. Се работи за еднината, за образованието на децата во училиште. Нешто што е од огромна важност и загрижувачко нешто. Кое што сметаме дека треба да се разоткрие, дека сме должни на македонската јавност да ги известиме за нешта што ние сме запознати од извори кои што се независни, од новинари кои што се независни, од лица кои што постојано во последниве неколку денови пишуваат на социјалните мрежи и се мошне загрижени за нешта што се случуваат во Македонија. Поточно во Скопје. Пред некој ден имавме објава дека директорката на основното училиште Свети Кирил и Методи, центар во Скопје, ја прикрива ЛГБТ и пропагандата што се врши во училиштето. Како што мене ми е познато, еден од родителите, чие што дете го посетува ова училиште, разоткрил домашна задача дадена од учителката на детето, негово и на другите деца, во прво оделение. И тука се работи за неколку страници, а на една од тие страници децата
им е дадена задача да напишат нешто гледајќи ја таа слика, нели? Во таа слика, која што носи наслов рецепт за среќно семејство, и можеме да им ја покажеме на оние кои што можеби ја немаат видено досега таа слика. Имаме два мажи и едно детенце. Детенцето го држи едниот маж. И овој цртеж што е срце, имаат внесено неколку зборови таму, и велат со помош на зборовите во срцето напиши рецепт за твоето среќно семејство. Родителите се мощно загрижени, а и загрижени се и многу други луѓе околу оваа постапка на ова училиште. Како што знаеме, последниве можеби 3 недели, нели, Министерството за образование во Македонија за време COVID, така наречена пандемија, не успеа да овозможи образование на децата во училиштата. Наставите се водеа преку, нели, интернет. Не секој дете не можеше да ги посети тие настави. И во меѓувреме, наводно ќе биле издадени дигитронски учебници за децата. Но и тоа го немаше долго време. Нити пак имаше деца да добија свидетелства на крајот на годината. Значи, ни учебници, ни свидетелства, така помина тоа време. Значи, Министерството за образование, кое е должно според законот да ги образува децата, без обзир каква е таа состојба, дали е пандемија или не е пандемија, нели, должно е да ги образува децата. Да спомниме исто така дека некои предмети се сосема исклучени од наставата, како предметите историја, географија и така натаму. Сега во овој напис на социјалните мрежи, ако може да се осврнам јас за минута 2, вели вака: пред само 3 часа објавивме детално образложение со аналитички факти дека на листот од домашната задача наменета за првооделенци од Основното училиште Свети Кирил и Методи, Центар Скопје, се представени хомосексуални парови. И веќе имаме целосна подкрепа не само со анализа, туку и со реален доказ од каде е произлезена оваа работна задача и за која цел е наменета. Целата работна задача е од збор до збор преведена од англиски на македонски, од слушајте внимателно, ве молиме, од австралискиот вебсайт, така наречен Twinkle. Twinkle, нешто да трепери, нели? Кој содржи наставни материјали, наставни се во наводници тој збор, материјали кои може да се користат, да ги користат едукатори за време на нивните предавања. Доколку појдете на вебсајтот и во пребарувачот напишете LGBT History Month Happy Family 2023 во наводници или во превод во наводници месец на ЛГБТ историјата среќно семејство 2023. На самиот врв ќе ви се појави токму оваа слика на татко и син во наводници е, и со сосема истата работна задача. Истата работна задача. Само со една разлика. На вебсајтот сликата е во боја. Насловот е Recipe for a Special Family Activity Sheet, означен со жолта боја. Ето тоа е.
Дополнително, во самото објаснување на работната задача го пишува следното. Тоа е на англиски. Standalone activities for LGBT plus History Month. Celebrate LGBT plus History Month with this fun KS1 activity sheet all about celebrating different families. This sheet includes a vocabulary bank and a writing template for pupils to create their own recipe for a special and loving family. Perfect for teaching on diversity and equality during LGBT plus History Month, Pride, or at any time of the year. Тоа е англискиот текст. Подоле е преведен и вака е преведен. Самостојни активности за месецот на историјата на ЛГБТ+, прославете го месецот на историјата на ЛГБТ+, и со овој забавен лист со КС1 за деца на возраст од 5 до 7 години, активности за славење различни семејства. Ќе ја покажеме и таа страница. Да. И последната страница, овој лист вклучува листа со зборови и образец за пишување за учениците да создадат свој рецепт за посебно и со љубов исполнето семејство. Совршен е за предавања во врска со различноста и еднаквоста за време на месецот на историјата на ЛГБТ, Pride месецот или во кое било време од годината. Доколку сакате самите да се уверите, повелете и таму пишува линк, значи може некој ја притисни и да му се отвори друга страница со други информации. Сега да се подсетиме на малициозните лаги, манипулации и искривувања на реалноста кои ги изјави директорката Сонја Кирковска, која се обиде да ја затаи вистината и како доказ објави изјави и извинувања од родителите дека сгрешиле затоа што се побуниле и дека во училиштето не постои геј пропаганда. Во објавната слика, односно завршна активност од часот, се представени татко со синови и мајка со керка. Еден пример на едно родителско семејство и пример на згрижувачко семејство. Поради ваквите лаги и манипулации, сметаме дека нема место за господјата Кирковска во образовните институции со оглед на тоа што таа представува типичен лош пример за децата. Затоа бараме подитно да си даде оставка, велат во ова објава. Од родителите што ги подпишаа изјавите, бараме јавно да се извинат и да ја признаат својата грешка. Како можеме да коментираме на ова што се случува? Мислам дека ова е прв пат кога се откри всушност што им се предава и какви задачи им се даваат дома да ги прават овие што се малечките во прво оделение. Ана. Самата проблематика наметнува едно многу комплексен приод. Од сите аспекти да се точно, да се детерминира зашто станува збор. Ние во неколку претходни емисии и во претходната, пред ова, го третиравме тоа прашање каде што јас изрично го кажав мојот став и мислење дека се работи за кривично дело. Значи, може да се каже и злосторство против човекот, човештвото, неговото здравје, значи и на национално и на меѓународно ниво тоа е опфатено со правото. Кога станува збор за нарушување, оневозможување да си ги остварува човекот своите права
на начин или каде што е засегнато непосредно неговото здравје, неговото тело, неговиот живот како таков. И сега во тој дел, значи, не е ова осамено становиште, тоа становиште е и на светско равниште, дека се работи на вистина за едно криминално пред се во основата делување, дела криминални се извршуваат врз база на оваа така наречена родова идеологија, која што според мене не е ниту идеологија, значи за да биде идеологија треба да има многу повеќе компоненти, нели, развиени на некој начин и заснованост која што ќе се утврди во однос на последиците, нели, што таа или придобивките или оправданоста, например, што таа ја има. А ова се работи за еден баш криминал, чист криминал, чисто злосторство, кое што во своја подкрепа нема прифатливи, ниту научни, ниту други аргументи кои што на никој начин би го оправдале сето ова што се прави преку таа. После ќе се надоврземе во некои примери што всушност се случува. И сега тоа се внесува, значи, така како што е воопшто ниту докажано, ниту одговорност некој превзема целосна во однос на што представува тоа и како се одразува врз животите не само на децата во овој случај или во образовниот процес, се одразува и на самите семејства и на општеството во целина, без да се има тоа абсолвирано или можеби истражувачки и научни студии околу тоа, значи се воведува таа идеологија на голема врата точно во образовниот процес и токму на најмладата популација да им се пласираат стварно не прифатливи, недозволени, непотребни содржини, кои што имаат една многу монструозна задна намера, или со умисла, што е така дел од едно криминално однесување кривично. И сега во тоа, нели, сега ние сме ставени како родители и децата пред се непосредно, на кој начин да се избориме. Значи, со ова треба да се избориме сите како пред се како поединци, луѓе, кои што едноставно држиме до тоа дека некои работи се штетни и опасни и треба во корен, значи веднаш да се сосечат и без да се има оправданост на ваква или друга, ќе се јават и други вакви некои нели потреби наводни, без да се има за тоа оправданост, да не се експериментира. Значи, не може да се воведува во ставновен, образовен, како сега процес, или во друг, и во областа на медицината, значи, ќе кажеме после, верувам дека дојде до тоа, бидејќи ова проблематика е поврзана со тие медицински интервенции, кои што исто така се во овој дел, значи криминални, недозволени, меѓутоа исто така се вметнуваат, се воведуваат во практиката, во медицината, во се, и се прават ненадоместливи оштетувања, за кои што зборевме минатиот пат. Веќе луѓето и поведуваат постапки, оние кои што биле на овој начин измамени, значи наведени на нешто, за кое што се покажува дека е тоа сосема неоправдано и сосема непотребно, а му нанесува ненадомислива, односно штета која што не може да се поправи во иднината. И тоа е дел од ова, значи почнува вака бенигно,
а и не ни бенигно, која е оправданоста, например, да се слави месец на историјата на ЛГБТ во основни училишта. Која е оправданоста да се слави? Зошто? И зошто да се индоктринира малото главче на децата со нешто што не е ни утврдено од општеството и од државата како нешто што треба да се воведе во наставниот план и програма, а тука исто после ќе се надобрзиме, бидејќи имате пример од една новинарка од Америка, независна, дека тоа всушност на светско ниво и како и овде, така и во таму, без оглед што сме различни општества, значи истиот методологија од нивна страна за промоција на ова идеологија се прави кога во институциите на државата и во сите тие кои што на некој начин се оформени како институти или центри во кои што треба подробно, значи специјализирано да му се пристапи на одреден проблем, па и на ваква проблематика, значи се внесуваат, агитираат, се соработува со активисти, значи од вакви групации што доаѓаат до повисоки позиции или до контакти со клучните луѓе на одредена институција, дали со наставниот кадар или така натаму, каде што преку кој што ова идеологија ќе се воведе, а тоа не оди преку на потребен начин. И сега тука е на удар, значи и самите училишта или па дури образовните, како да речам, Министерство за образование, преку кое тоа треба си да помине, меѓутоа е на таков начин се прави, што не е утврден, што не е пропишан, само се злоупотребуваат механизмите на кои тоа се прави и се делува преку луѓе, преку структури и во содейство со вакви формирани групи невладини и така натаму за заштита на човекови права, активисти, што се турка и треба да влезе да стане дел како кај нас од законската регулатива. Значи, целиот свет го има овој проблем, а најмногу го имаат индивидуите, пред се децата, значи тука е клучното, кај што почнува ова зло, за да се манифестира, ќе кажеме и зошто, и потоа преку тоа и удар на семејството како такво, како основна клетка на општеството, а со тоа и на самото општество и државата во целина. Значи, сериозноста и опасноста е реална, тука ни е пред очи, и мораме ние сега од тој аспект веднаш да применуваме заштита и одбрана од ова што е, повторно ќе кажам, значи криминал, кривично дело, злосторство против човекот и човештвото. Ана, независниот истражувачки новинар Дженефа Билек пред 2 недели беше интервјуирана од Джеймс Патрик, кој што е директор на така наречениот Big Picture Watch. Тоа е медијска куќа, независна. И таја која што е феминист и со години уназад се бори за правата на жените, всушност го истражувала овој феномен, нели, од каде, кои се тие што ја туркаат таа агенда, трансагенда, така наречена, трансагенда. И вечерва ќе спомниме некои делови од тој разговор и се надевам следната емисија ќе можеме до крај, нели, да ги известиме гледачите за она што Дженефа
го дознала како резултат на нејзината истрага. И вели дека ова е навистина чудна агенда која што се наметнува присилно врз децата и врз целите општества ширум светот, а и во Македонија. Таа вели дека луѓето се слободни да прават она што сакаат со нивните тела и време, но обидот за барање насилно да го тераш населението на ова, да ја прифати ова пропаганда, да сите други што се ја игнорираат биолошката реалност, е сосема друго прашање. Таа има свој блог и можам да ви дадам податоци подоцна во емисијата, за да можете и вие да прочитате што пишува на нејзиниот блог на интернет. Дженефа открила дека ова прашање е поврзано со трансхуманизмот и дека големи милиардери го туркаат ова прашање. Вели дека во 2013 година започнала кампањата преку која се вршела цензура врз луѓето кои што ја потврдувале реалноста на нивната биологија, дека ние сме половно диморфични, вели таа, диморфични суштества. Дженефа вели дека постојат само мажи и жени. Нема измеѓу. Нема измеѓу. Нели? Или си машко, или си женско. Епа, во Соединетите Американски држави прашањето за транссексуалност почнало во 1950-тите години. Тогаш мал број мажи со нивни чудни мислења и однесувања започнале да измислуваат секс со кукли. И така на мажи со кукли кои што биле представени како жени. Исто така се облекували и како жени. И здравствениот комплекс почнал да произведува женска анатомија за таквите луѓе со перверзни размислувања. И во 50-тите години се родило лицето Williamson's Bainbridge. Кој е сега професор од Харвард универзитетот или во Харвард универзитетот, автор на многу книги и култови, религија, технологија, игри на интернет и днината на психолошка контрола на паметот. Тој сега работи и е главен во фондацијата National Science Foundation Cyber Human Program. Williamson's Bainbridge се вика. Роден 1950-тите години. Има многу пишувано, многу книги и предава на универзитет, оди по разни конференции и ова пропаганда или идеологија, како што тие си ја нарекуваат, ја шири насекаде. 1990-тите години и почетокот на 2000-та година се осетиле промени во културата, вели Дженефа, кога дигиталните промени се претвориле во на AI, што ја викаат, нели, вештачка интелигенција, трансизам, роботи за оние што се нездрави во умот, за да можат секс да имаат со роботот, нели? Не им треба нив жена, вистинска жена, туку со робот можат да си ги задоволуваат нивните желби. Нанотехнологијата, биотехнологија и така натаму. Силикон Вали, во последно време нели имаме слушнато за веста Силикон Вали, банката нели пропадна. Силикон Вали, каде што е сета таа технологија, нели Google и сите тие фирми, тие ја туркаат таа трансхуманистичка агенда. Од крајот на 90-тите и почетокот на 2000-та година, пишува Дженефа. Тие играат огромна улога. И овој Williamson's Bainbridge се сретнува со еден друг интересен карактер по име Мартин Ротблат,
кој исто така е трансхуманист. Ротблат е транссексуалец, кој самиот користел симулакрум на женска биологија и тој самиот себе си се нарекува трансджендер и транссексуалец. Тој имал врска со многу различити личности, зашто постигнал многу различни работи. Успешен, наводно, човекот бил, нели? Многу е прочуен и луѓето се импресионирани од неговите успеси. Удел имал во тек центрите, нели? Центрите за технологија, во здравствениот сектор, во Холивуд, на емисијата на Опра бил дури, имал разговор со Опра и други различни програми на телевизија и други медии, заедно со неговата робот жена. Робот жената си ја донел на интервју со Опра и со други. На Бейнбридж целта, тоест, кај бевме сега, заедно со неговата робот жена, кој самиот ја создал, самиот ја креирал таа робот жена. Ротблат напишал книга која е всушност нацрт план за тоа што сега нас ни се случува во светот, случувајќи ја и Македонија. Тоа е неговата идеологија и заедно со работата на оној другиот Бейнбридж, целта им е да се распаднат половите, нели? Распаѓање на половите, да не постојат полови, да нема машки нити женски пол. Трансхуманизмот е нешто што нема граници, се наоѓате во оној, го нарекуваат cyber space, нели? Cyber простор, виртуално нешто, дека наводно тоа е нешто што го подобрува општеството, мешањето со машини, нели, луѓе со машини, префрлување на полната репродукција на тек секторот. Значи, луѓето, мажите, жените нема повеќе да раѓаат деца. Туку тоа нешто ќе го превземе технологијата, нели? Компјутерите и така натаму. Дженефа исто така не известува дека кон крајот на 80-тите години, кога тој, овој, како го викаат, го забравивме името, не Бейнбридж, другиот, Ротблат, се здружил со многу други правници. Значи, од крајот на 80-тите години се здружуваат со адвокати, со правници, со трансвести и транссексуалци и тие заедно создаваат документ, пишуваат документ кој се претворил во првиот нацрт закон за родови и со тоа, воведувајќи го во правниот, тоест во правосудниот систем, сексуалното објективирање на женското тело или биологија во делови и создавање на човекови права од тоа нешто. Човекови права. Трансхуманизам. Дека ние живееме во виртуална реалност, дека повеќе не живееме во нашите тела, дека не биле префрлени во сајба просторот. Не живееме во оваа реалност, туку во некоја си измислена, нели, на интернет простор. И со цел да ја убедат јавноста, трансхуманизмот и обезобразувањето, тие требаше да ги образуваат луѓето да веруваат во тоа нешто. Да веруваат. Начинот на кој тие тоа го направиле е со создавање на идеологија ја нарекуваат, која вели дека можеш да го избереш твојот секс, твојот пол. Тоа е обезобразување, вели Дженефа. Телото во кое си роден го има веќе твојот секс, нели? Се знае кој пол си. И оваа идеологија промовира дека можеш да го смениш полот. Можеш да си го смениш полот. Ова идеологија се промовира во училиштата, како што гледаме, нели, примеро на училиште Свети Кирил и Методи во Скопје, но не само во училиштата, туку и во сферата на разонодата на децата, нели, социјалните мрежи, сите организации кои се создадени да даваат услуги на децата,
И сето ова се случува во последниве 10 години, вели Дженефа. 10 години. Претоа немавме слушнато за овие трансхуманизм, трансдженда и така натаму. Добро, тука јас ќе прекинам за момент. Лично се сеќавам, веројатно беше негде 2000-та година, нели, кога од Македонија дојдоа личности во Австралија на привремен престој од науката кои се занимаваа со нанотехнологија. Сето тоа нешто финансирано, предпоставувам, од отворени општества на Сорош. Нанотехнологија. Значи, од тогаш почна да произведуваат нанотехнологија. И исто така се сеќавам, имаше програми на телевизија со оние кукли, нели, оние мажи перверзни што прават во Јапонија, тоа го почнале првин. Нешта што не се природни. Така да, 10 години ова лудило, ова пропаганда трае во светот, интересна работа, што толку голем замав зеде. Ама, гледаме дека тие се подпомогнати финансиски од милионери. Милионери. И друг пат ќе зборуваме поточно од кои делови, нели, на општеството тие потекнуваат тие богаташи. Загрижувачко, нели? Да, секако. Би коментирале во однос на проблематиката или ќе се надоврзем повторно на нешто така? Слободно, како вас ви... Да. Во однос на самата проблематика и терминологија, нели, како е тоа формулирано. Значи, сега станува збор за родова идеологија, а во овие наметнатите, така да речеме, што насила се туркаат да влезат некои формулации, па и во образовниот процес, односно во нов закон и така натаму измени на закон за образование, постои терминологија родова еднаквост. Меѓутоа, родова еднаквост сама по себе значи да имаат еднакви права, еднакви можности двата рода, нели? Машкиот и женскиот. Тоа во основа значи. Меѓутоа, бидејќи со оваа родова идеологија, родот е многу повеќе од природниот кој што се врзува за полот, машки и женски, значи има многу родови според нив идентитети, така што на овој начин со таа родова еднаквост одредба, нели, ќе треба да се покријат сите овие различни воведени, настанати, изникнати родови идентитети, што може да бидат многу повеќе, има таму не знам ни до колку видови родови идентитети може да се идентификува некој поединец, например личност на кој припаѓа и тоа е различно, нели, од оној природниот род и пол што го има при раѓање. И сега интересно е да се спомене, значи ние кога ги разгледуваме овие проблематики, ова не можеме никаде да го слушнеме, туку само имаме една за и една против страна, и сега тука копјата, нели, кој ќе победи, а таа страната што е за, не ги објаснува работите. Значи има мислење во тоа, во една, нели, излагање што ви имаме од таа новинарка, пример по тоа што ќе спомнете, значи таа кажува дека сите тие што ги промовираат, сите овие, нели, планови, програми на таа родова идеологија и агенди, дури и стручни лица и експерти, да речеме, што стојат за таа идеологија, тоа го прават димензионирано, значи свесно ограничено,
без да дадат широката слика, значи без да укажат на ризиците, на проблемите, на штетите, на тешките последици од сето тоа, туку само она што би било на некој начин прифатливо, што би било примамливо, што не изгледа лошо, што е бенигно и така натаму, само тој дел го презентираат. Па така и во Македонија, значи се прикажува нешто што асоцира на некоја си слобода, нели, на поединецот, дека во тој дел ќе му возможи да биде многу по-слободен во изразувањето на своите чувства, на својот таков и таков идентитет, да биде прифатен од другите, па ете на тој начин уште од мали ние во општеството, па и во семејствата, така да ги воспитуваме децата да немаат негативен некој анимозитет, однос према тие луѓе што поинаку се идентификуваат, се доживуваат така, значи тоа е една обланда во која што тоа на тој начин се прави, а во суштина никој не објаснува што всушност е, да речеме, па и тоа до скоро не беше објаснувана самата состојба, значи што е медицински утврдена и од не само од лекари, туку и од психијатрите кои што се многу надлежни, психолозите во овој домен, каде што некоја личност има проблеми со своето доживување, само доживување својот идентитет, на кој начин нели е утврдено и дури од скоро, аз сметам дека и ние бевме меѓу првите пред 2 години, кога исто вака имавме емисија, на нашите емисии што одеа во Организација на македонскиот народ, во таа една цел циклус емисии, да го кажеме точната формулација, значи родова дисфорија е тоа, и кажавме дека е како диагноза кога постои несовпаѓање, нели, некое колебање, нелагодност во чувствувањето на личноста, да речеме, кое што се поистоветува со полот што го има при раѓање, и на тој начин сега, значи, таа е во некоја нестабилност, во некоја, така да кажеме, колебливост, несигурност, и сака, нели, се обраќа до кај стручни лица за да се види зашто се работи и како на таа личност да ѝ се помогне. Значи, тоа е родова дисфорија, се вика. Таквата состојба, да. Меѓутоа, зборот ми е дека никој не ја третира и таквата, значи, родова дисфорија, што е тоа. И еве сега, значи е многу малку истражено и на светско ниво, бидејќи причината за тоа се уште не е утврдена и дека самиот развој, нели, на родот, на полот, на единката е комплексен од многу аспекти, и дека многу работи што тука, нели, влијаат таа личност на тој начин и да се чувствува, значи, не е се уште истражено. Меѓутоа, исто така постои мислење дека таа родова дисфорија не е стриктно или воопшто не е во некаква релација со самата сексуална ориентација. Значи, тука што велат да удриме сега на менување на полот и така натаму, демек во тој дел ќе го решиме проблемот. Значи, тоа воопшто не е ниту истражено, ниту пак е во праксата докажано, иако, значи, многу децении наназад имаме вакви појави да се интервенира или со операција и така натаму, промена на пол и сето тоа од разни такви причини, меѓутоа се уште не е апсолвирано до крај тоа прашање, за да може да се применува, да речеме, на мали деца кои што немаат ниту сознание за својата, нели, или колебливоста на својот идентитет,
niti pak potreba da im se vovедува takva содржина, значи to apsolutno nije opravdano. Сега, во тој дел баш гледам, бидејќи ќе кажете после, нели од тоа предавање што го имаше таа новинарка, која што го базира и на многу истражувања до кои што е дојдено и каква е состојбата конкретно во Америка. И таа се осврнува и кажа во една прилика дека во Америка 100 години наназад постојат вакви, нели, појави, па трансджендеризам и така натаму, меѓутоа во многу помала форма, значи на начин на кој што тоа не се пласира како што сега е случај. И таа го употреби терминот, значи, социјална зараза. Значи, тоа по принципот како, например, една заразна болест се шири при контакт или начин на кој што се пренесува таа заразна болест, така и ова социјална, значи, зараза, така наречена, дека се шири многу повеќе помеѓу таа критична и природна популација која што е во фаза на пубертетот или тинејџери, како што нели се нарекува, во тие години. Да. И зошто е тоа така? Затоа што самите, нели, тие млади луѓе во тој период се склони да се идентификуваат со оној со кој што се дружат, кој што го гледаат, со кој што, нели, поминуваат подолго време и така натаму, значи на некој начин како социјална е таа врска, поддршка меѓу самите себе, па имаат слични интереси и така натаму. Значи, кога во тој период тоа е присутно, нели, во самата психологија на луѓето што се, децата што се во пубертет или тинејџери, значи се искористува ова, нели, овој криминал што велиме злосторство, тогаш да се шири, да се пушти, нели, заразава меѓу нив, и тогаш има можност таа да се шири. Значи, од едно на друг се идентификуваат, па и јас сум таков, па и јас сум таков, па и така, значи се наведуваат на таа лажна патека, што не води никаде, и се случуваат она што рековме, значи трајни оштетувања. И тука јас потоа ќе се задржам на тоа, бидејќи тоа е многу важно за секој, дури и од мали деца, еве сега како почнуваат, значи како тоа, нели, прашањето е како да се заштитиме од оваа родовидологија, ама претходно само уште ова да го побрзам, значи, еве, истражувајќи околу тоа, и самата новинарка спомна дека низ светот, особено во Америка, кај нас нема толку, меѓутоа исто така и во Велика Британија, Обединетото кралство, има многу такви болници кои што се, нели, насочени и специјализирани за воспоставување, нели, на вакви диагнози, за проследување на таква, еве, можеби тоа е утврдена, еве, веќе кај нив пракса, како да се постапува со вакви личности, нели, кои што се поменуваат родот, да, и полот, со трансгендеризмот, и кои што ги изведуваат тие операции, значи што веќе медицински интервенции што ги изведуваат. И сега, гледајќи, еве, интересирајќи се да видам, нели, бидејќи ги формулираат дека ваква диагноза која ќе се воспостави на некоја личност, еве, на некој тинејџер или дете, нормално, например, во Обединетото кралство ја воспоставувал специјалист GP. И сега велам или психолог или психијатар кој што работи
на вакви родова проблематика или родови услуги ги нарекуваат тие. Услуги, Значи, да. веќе, да, значи тие веќе имаат специализирано оддели, па дури и овие стручњаци, специјалисти што се во одредени области, како потесна им е специјалност или се насочиле, за можат, нели, за оваа проблематика да даваат и диагнози. Естеа, кога го прочитав тоа што е specialist GP, излезе дека тоа е специјалист general practitioner, а general practitioner доктор е доктор од општа пракса, што би било кај нас. Значи, Да. тој не е специјалист. Не. Меѓутоа, тие направиле една конструкција од general practitioner да биде специјалист, меѓутоа со помош и на такви кои што се определиле во област или од психијатри, психолози да даваат вакви совети, диагнози, да проследуваат вакви нели пациенти еве што им се јават, тие направиле една таква конструкција дека таква диагноза може да дава спешалист GP, значи специјалист, општ доктор, кој што во Обединетото кралство работи на локално ниво. Значи, баш како што е, може да биде тоа некое село, значи тоа е општа пракса. Меѓутоа, тие на овој начин, како да се специјализирани, да ги превземат ваквите нели случаи медицински, да речеме, психолошки секакви, зашто тие се поврзале на таков начин и тие ги прават, тие ги даваат тие мислења, диагнози, ги обавуваат тие консултации, ги праќаат каде треба, а има центри, нели рековме, што вршат, еве во светот, што вршат такви интервенции, операции. Значи, тоа, кога го гледам вака, значи, наликува како баш како што и луѓето, иако и тоа е злосторство спрема животните, како нели во кланица кога ќе сакаат нели ете за храна, за било што, се проследува тоа, така и ова се прави. Значи, ова е организиран систем што би било организиран криминал, затоа што се прави со крајна цел кој што е на вистина оштетување, а си уште не е дефинирано ниту самата таа се што се превзема, дека нели рековме не е оправдано, и второ како да се процесуира. Значи ние во Македонија, во светот, не знам, веќе има судски постапки против таквите нели што биле измамени поединци, деца, граѓани, тинејџери, но кај нас е си уште на ниво на слобода на човекови права, дека ние со тоа ќе го напредиме општеството, дека со тоа ќе докажеме дека ние ги почитуваме, дека ние сме напредна земја, а воопшто не се третира овој другиот дел што во светот веќе се случува. Значи, и ќе спомнам и после, има еден доктор што работел во таков центар, меѓутоа бил против тие, како да речам, филувани родови, идеологии и така натаму, туку сакал да помогне онаму кај што има потреба, нели, за да се проследи психолошки и секако тоа, нели, дали е оправдана една таква интервенција, и тој се спротивставил на тоа. И потоа, врз основа на некоја пријава од некој друг, веројатно клиент или не знам, значи тоа е испркан од работа, значи дека нели работел спротивно на се што требало да биде, меѓутоа после е утврдено дека тој што го пријавил лажно го пријавил, тој повел судски спор, докторов го добива оштета од 580 и нешто илјади долари,
Значи, сето тоа во светот се одвива, како и за вакцините. Значи, има судски процеси, тие плаќаат штета. Меѓутоа, караванот продолжува да врви. Значи, како да тоа не е ништо, да, а кај нас тоа се третира како да е нешто најдобро на светот, што можело сега да се воведе во општеството и во образованието на нашите деца. Сето тоа е лага. Да продолжиме со мене не знаев за Обединетото кралство, Ана, нема слушнато за тие специјалисти GP. Да, има и клиники каде што се вршат и операции на големо, значи трансформација на полот. Сега, после ќе кажеме и за последиците, да. Добро, важи. Да додадам Дженефа Билек, новинарот, истражувач, продолжува и во разговорот што го води со Джеймс Патрик од Big Picture Watch, вели дека во 2014 година Лаверн Кокс, ова е друго име, Лаверн Кокс го објави ова нешто, нели, за трансхуманизам и така натаму, на предната страница на Times магазинот. Times магазин, значи излегува на насната страна на Times магазинот и од тогаш постојано, нон-стоп, нели, се рекламира истото, па истото. Зборувале за трансдженда права, дека имале, го поврзуваат со правата, трансдженда права и човекови права и огромните и влијателни невладини организации. NGO, така наречени. Тие се мощни влијателни невладини организации и служеле на ЛГБТ заедно со меѓународни адвокатски фирми како Hogan Ludlow. Ги именува таа. Hogan Ludlow. Светска адвокатска фирма и другата е Dentons и третата е Reuters Next Law, се вика. Reuters Next Law. И адвокатите од фондацијата Отворено друштво почнаа да создаваат правен правилник за трансдженда децата. Почнаа да ја градат идејата на трансдженда деца, тврдејќи дека можеш да се родиш во погрешно тело. Да, така е, да. Да родиш во погрешно тело, во почетокот зборувале, давале некакви приказки за некои... А врз основа на што тоа не се објаснува дека е така? Не се објаснува. Сега пак, една деценија подоцна, вели Дженефа Билек, тоа го продаваат и го продаваат. Како можеш да се изјасниш дека си женско или дали имаш генетали на машко и женско? Сега акцент е не само изразувањето, нели, јас сум тоа или јас сум она, за тоа што си и што сакаш да бидеш дури. Акцентот е врз тоа. И никој нема извршноза на овие деца, тинејџери. А постојат тие, како што рековте, клиники, претежно ги има во Англија. Зошто во Англија толку многу и тоа одамна, нели се? Овие двајца што ги спомна Джеймс, Дженефа Билек, Бейнбридж и Ротблат, тие биле иницијаторите, нели? Едниот професор, другиот што бил, нели? Трансджендер, транссексуалец, со влијание во општеството. Двајцата ја промовираат таа идеологија. Преку медијата и народот им верува. Народот им верува. Дури оние луѓе кои се паметни, интелигентни им веруваат дека можеш да се родиш во погрешно тело. Страшна работа, да. Овој проект, вели Дженефа, го финансираат големи финансиски фирми, фармацевски фирми. Фармацевски? Големите технолошки фирми. Сите корпорации, вели Дженефа.
меѓународни корпорации, меѓународни финансиски фирми, меѓународни адвокатски фирми, сите тие го промовираат истиот наратив. Значи имаат вложено голема сума пари, инвестмент, нели? Да, имаат личен материјален интерес да остварат што поголема добивка, инаку не би го промовирале тоа така, значи тоа многу јасно е. Што е проблемот? Проблемот е како да се дојде до повеќе корисници, клиенти, пациенти, нели? Точно. Кои што се во тој круг, за да може сите тие да си имаат продажба на своите услуги. Ама тоа дали е хумано? Тоа дали е човечки? Значи тоа е навистина чисто злосторство. Нема тука дилема што е тоа. Некои тврдат дека тинејџерите, нели, немаат шанса, им се одзема да бидат тинејџери, нели, да почнат да се период на адолесценција, нели? Тоа е клучното, да. Им го одземаат затоа што од рани години им ги даваат тие така наречени нивни лекарства, ги викаат бета блокас или не знам, блокатори на пубертите, да. Да. И потоа гледаме дека Дженефер Билек во незиниот разговор, кој што може секој еден да го види на интернет, и таа има своја блог страница, вели, прашањето тогаш се поставува, зошто ова се случува, сето ова се случува во време од една деценија. Вели дека движенија за човекови права во минатото така не се однесуваат. Оние движенија што се за човекови права така не се однесуваат. Ротблат, има пишувано за технолошкото превземање на човечката репродукција. Тој има пишувано книги за овие работи. Не е нешто што сега е ново. Тука има напишано книги. За трансджендаризам има пишувано книги, за трансхуманизам и како тоа да се постигне. Дури давал идеи на сите тие во нивните книги како може да го постигне тоа нешто. Тој учествува на разни конференции на кои зборува како да се постигне тоа нешто. И е во центарот, тој е во центар. Вели, таа игра главната филмска улога, според Дженефер, главната филмска улога и обидот на туркање на неговата идеологија во институциите. Така да и во Македонија. Министерството за образование и целата влада, тие се предпоставува дека имаат веќе одамна подпишано договор за овие нешта да се воведат во образованието и во другите сектори на општествениот живот на нашиот народ. Здравствено-индустрискиот комплекс веднаш се вмешал во ова нешто и сега е дел од тоа движење. Или од тоа движење нивно, тие пропаганди, таа идеологија нивна. Тие се представуваат дека имаат лекарства за, јас ја го употребам тој збор, педери или хомосексуалци, тоа е педери, нели, кои порано имале сида, нели, пателе од сидата, и филантропски организации изникнуваат како печурки за да им служат на нив и на јавноста. Како оние што ги спомнавме пред малку, Кобајаги, тие се филантропски организации ќе подарат средства за нешто Кобајаги, тоа е се добро за децата. Big Pharma, значи големите фармацевски компании, печалат од сето тоа. Потоа се појавил концептот на венчавање. Се сеќавам во Австралија, нели? Имавме референдум. Поранешниот прв министер на федералната влада, Малком Тернбул, не успеа да го да биде на таа функција целото време, го истера. Меѓумреме направи голема штета, затоа што воведе некој си референдум, сите требало да гласаат, нели, во Австралија, за да прашањето е
дали се согласуваме да педерите и лесбиките можат да се венчаат. И одговорот е или да, или не. Не? Това беше прашањето. И изборната комисија го спроведе, ја спроведе таа анкета или референдум, тие велат дека е референдум, тоа беше анкета само со едно прашање. И наводно потоа, кога заврши тој референдум, тој истиот Малком Тернбул, кој што е дел од овие глобалистиве, затоа што кога го истера, либералците си го истера, тој е нивни човек, неолибералец, банкар, и истиот ден кога го истера тоа место од има состаноци не беше популарен овдека воопшто, замина човекот со сопругата право во Нью Йорк, право на Wall Street во Нью Йорк да добие упатства што треба прави, нели, понатаму. Меѓутоа штетата ја направи затоа што наводно ние немаме податоци, немаме факти, нели, за бројот на луѓе што гласале против или за. А тие објавија дека мнозинството што гласале на референдумот биле за. И за неколку недели го спроведоа, го создадоа тој закон и почнаа да го спроведуваат. Да закажуваат венчавки. Замислете каков бизнис во Австралија да се венчале, да имаат свадба, маж со маж, жена со жена. Сега концептот на венчање, така да за тоа се сеќавам многу добро јас кога тоа нешто се воведе, не сеќавам точно која година, али тоа не беше, мислам, одамна. Во Соединетите Американски држави, Ана и слушатели, Том Гил, ова е друго лице, Том Гил, ја создава фондацијата Гил, значи како неговото име, фондација Гил. Потоа се јавува и Џон Страјка. Значи, имаме Том Гил и Џон Страјка со неговата фондација Аркус, која што веројатно, таа Аркус, веројатно е најзначителна ЛГБТ организација во светот, вели Дженефа во незиниот разговор пред 2 недели. Двете фондации, ова Гил и ова Аркус, насекаде обезбедуваат милиони долари за образовните институции, за здравствените институции, затворите, дури и во затворите, организации кои им служат на заедниците, значи било која организација, нели? Црквите, и во црквите се вмешани. Тие се секаде, вели Дженефа. Нивните пари се во се и тоа е под услов, им даваат пари на организации, само под услов да ја прифатат родовата идеологија, вели Дженефа. Другиот пат ќе продолжиме со разговорот што го водела Дженефа и ќе го проследиме и ќе го завршиме. А и покрај Дженефа исто имаме и друг предавање кое што го одржа друг еден независен истражувачки новинар по име Абигейл Шрија. И во следната емисија можеме и да ја цитираме и Абигейл, затоа што таа незиното излагање го дава пред голем број луѓе кои што се дојдени на конференција, нели, додека Дженефа разговара со директорот на медиската куќа околу овие работи, ги споделува работите на тој начин. А другата Абигейл е на конференција, така да таа се обреќа до присутните и кажува за она што таа истражувала. Е можно интересни информации се тие. Повели, Ана. Да, па бидејќи ова последното што го кажавте, всушност во тоа е поентата дека тие пари кои што ги имаат оние кои што се заинтересирани да се шири оваа така наречена родова идеологија со сите штетни последици, се тие всушност кои што треба секој човек да ги знае, да знае кој стои зад сето ова, која е нивниот интерес
И начинот на кој што нели тие купуваат цели влади, цели држави и црквата ја купуваат само Да. за да ги промовираат. Значи тоа е нешто кое што треба едноставно секој од нас да го знае и да не потпадне под тоа прво влијание. Второ, и втората новинарка Абигейл, мислам. Абигейл, да. Шраер, да, баш таа го третира тој проблем што ќе зборуваме, ајде да го ставиме за следната емисија за точно таа популација што е целната, што е многу за нив исплатлива, децата од пубертитот. Тогаш тоа нели ќе го кажеме, меѓутоа нејзиниот одговор на прашањата од публиката на крајот, кога прашува како да се спротивставиме, една мајка имаше вели моето дете дружи со такво дете, значи и тоа на 9, мислам, годишна или 11 годишна возраст, значи тоа е ран пубертет, не е во оние подоцнежните неколку години. И вели сега дружи моето дете, тоа е моје другарче. И се како јас да се однесувам едно спрема самото тоа дете, кога има такви проблеми, нели мораш да го, затоа што тие промени, што е настаната промената на тоа дете, промена на негов пол, цел живот го следат. Значи, не е само тогаш промената и после се ќе биде убаво, ти ќе бидеш нов човек. Не, затоа што траат тие не се решени промени. Тие промени се отворени и го следат цело време, значи цело време тоа е во таква, како да речеме, дисфорија, пак ќе кажеме, во самата негова психологија. И посебен приод треба кон нив. И мајката прашуваше како да се однесувам јас кон тоа дете, другарче на моето дете. И како треба да се однесувам за него, а како за моето дете, нели да влијае, значи не е тоа едноставно. И кажа, одговорот на новинарката беше: веднаш вадете го детето од такви училишта, каде што тоа се промовира, каде што има допир нели со таа идеологија, која што е лажна, рековме, и злосторничка. И потоа уште една од публиката праша, а што вели кога гледаме на службите во црква, дека истото тие ги поддржуваат таквите личности, нели демек во црквата, во Царството Божие, сите сме еднакви, така натаму, нели, има на некој начин има го возможуваат тоа да ги прифатат, нели? Одговорот на ова новинарка исто беше: излегувајте од таа црква. Таа црква не проповеда она што треба, нели, Божјо и човечко, туку им служи токму на оние со кои што си, нели, склучила, што викаме, договор со ѓаволот или пакт, и мора да си ги спроведуваат тие нивните вакви идеологии. Значи, битно да се разграничи, тоа е на наш, и во Австралија кај вас, и кај нас во Македонија, значи родителите треба тоа прво и основно да го знаат. Значи, да се спротивставиш, да не прифаќаш, и ако не бива работата, поарно да го тргнеш детето од таа средина, бидејќи тогаш се формираат тие образци на однесување, на идентификација, значи што психолози го докажале, дека во тој период најтрајни последици има какво влијание трпи детето. А тоа не е ни свесно дека му се аплицира. Значи, помагате. Видите, уште по-комплексно е сето тоа. И ајде ќе го оставиме следниот пат за пубертитот, нели, во тој период, штетите што се направени, тоа е најтрогателно. А тоа секој родител треба да го знае
И тоа да му биде појдовната основа за дали и како да размислува. Значи, тоа е од тоа да почнеме следниот пат. Можеме. Филозофија. Нема нешто да образовни нам што. Има доволно и веќе ги посочиме. Има и видеа, има и преведени материјали, има да оформат мислење кое што мора да го применат побрзо, ургентно. Затоа што гледаме што се прави. Без знаење на родителите, кажува новинарката во Америка, без знаење на родителите им се отстрануваат секундарните органи од телото. Им доаѓа дома, не знае родителот, до тука отиде на таа спрега. И добива, место ќерка добива син. Страшно нешто. Спомнав пред малку дека ќе го дадиме името на таа веб страница на Дженефа, а таа е www.the11thhourblog.com или буквите ТХЕ, бројката 11 до ТХЕ, после ТХ, после HOUR и blog.com или com. Да, тоа е на Дженефа, каде што препорачуваме секој може да се обрати на таа веб страница и да чита што има истражувано Дженефа, која што таа ги сподели сите тие информации во разговорот со Джеймс за Big Picture Watch, и тоа пред 2 недели. Ќе го ставиме линкот во објавата. Да можеме. И под видеото, да. Супер. Сега, друго нешто што ми го зеде мене вниманието, ги следиме сите работи и луѓето се толку вознемирени од овој настан во училиштето Свети Кирил и Методи во Центар, да имаме всушност се одзва митрополитот Повардарски Агатангел. Значи, Македонската православна црква, Охридска архиепископија се одзва со една статија за Нова Македонија, тоест за Македонија Нова Македонија, Нова Македонија.мк. Таа статија излезе во јавноста на 5 април, тоест вчера, нели? Да. И насловот на како би го нарекле оваа статија или изјава од црквата Ана, насловот е Законот за родова еднаквост, демонска операција врз душата на човекот, семејството и народот. Пишува владиката митрополит Повардарски Агатангел, многу добро познат на нашите во Австралија, познат и почитуван и сакан. Сакам да додам Агатангел, кој што години служеше во неколку македонски православни цркви во Австралија. И многу добро го познава нашиот народ. Така да, ако не слуша, поздрав до вас. Почитувам. Вака вели Агатангел: од бескрајна слобода до бескрајен деспотизам. Штом некој политичар или невладин активист ќе се повика на секуларноста на државата и ќе каже дека црквата треба да се држи настрана од некои важни општествени прашања, тогаш на сите ни е јасно дека во заднина подмолно се турка некој закон што вообичаено е спротивен на основниот морал и етика. Секуларноста по дефиниција е одвоеност на црквата и верските заедници од државата и се разбира никој од нас не го доведува тоа во прашање, но сепак од осамостојувањето на Македонија до денес некој упорно ја наметнува и злоупотребува оваа тема.
Секогаш кога црквата или незините представници јавно ќе се изјаснат или барем ќе се обидат да искоментираат нешто што ги засега сите во оваа земја, како пепел по вулкан ни се фрла во очи токму оваа тема, која има за цел да ги измести фокусот и вниманието на народот од основниот наратив што ни се предложува. Според заговорниците и поклониците на строгата секуларност, општественото уредување и духовното здравје на нашата околина треба да им го препуштиме на некакви политички самоповикани кои патем се сметаат себе си за неприкосновени и специализирани да коментираат, одлучуваат и да го контролираат сето она што посредно и непосредно не обкружува. Црквата, според нив, максимум треба да биде доктор во општеството, некаков безличен ентитет окован во зидините на храмовите, кому со закон, а по потреба и со пендрак, треба да му биде забрането и оневозможено да го каже своето мислење во јавниот простор. Замолкнувањето на црквата не е некоја нова идеја. Впрочем, вака било од секогаш, вели Агатангел. Истото тоа го правели и моќните императори и кнезови, и обичните велможи, и крвавите диктатори, но и така наречените демократи, со кои нивни либерални сваќања, со сите нивни либерални сваќања и идеологии. Тогаш кога немало да биде послушна црквата, почнувале прогонствата, физичките елиминации и подмолните дворски игри на државните врхушки. Ваква е структурата на оној што бива опиен од моќта, на горделивците, на оние кои мислат дека знаат повеќе од другите, па затоа имаат мал капацитет за соработка. Ваквите луѓе ги протеруваат од својот видокруг сите оние со кои априори не се согласуваат и спрема кои имаат предрасуди, па на секој чекор во старт ги шиканираат како небитни и помалку вредни. Од оваа основа почнува да се гради тоталитарниот дух, вели Агатангел. Вака, давејќи се во баналноста на злото, биваат оправдувани концентрационите логори и сите страдања на невините луѓе. Живееме во време кога либерализмот е прогласен за божество. Неговата појдовна точка е бескрајната слобода, која на крајот неминовно завршува со невиден и бескраен деспотизам. Типичен пример за ова што го зборувам, вели Агатангел, е новиот закон за родова еднаквост, кој моментално е во фаза на подготовка. Нему му кумуваат сомнителни невладини организации, заслужни за шареното лудило, што со години не прогонува. И државата, односно власта, оличена во надлежната министерка, за која сум сигурен дека нема никаква лична идеологија, туку е контролирана марионета во рацете на добро промислениот и демонизиран западен прогресивец. Овде скриено од очите на јавноста се прават обиди да биде преструктурирана не само перцепцијата за светот и човештвото, туку и сето она што е од Бога дадено како природен закон. Она што од почетокот, од самото Божјо создавање е утврдено и благословено, сега треба да се поништи и повторно да се пресоздаде. Мажите не се повеќе мажи. Жените не се повеќе жени, а родот и полот не се природна зададеност, туку се лично и субјективно сознание, вели почитуваниот Агатангел. Малку иронично, но на крајот ќе излезе дека кумот е најголемиот злосторник. Водејќи се од своите месијански заблуди, изгледа не се ни свесни во каков експеримент ни го втурнуваат општеството. За да се спроведе ваков радикализам, честно би било претходно да биде покажан и презентиран барем еден добар пример, кој колку толку ќе биде проверен низ искуството, пред да ни бидат заразени децата со неговата содржина.
Работата е сериозна, вели Агатангел. Овде воопшто не станува збор за некакви човечки права, туку за отворено спротивставување и на Бога и на природата. Нека не замајуваат со некакви феминистички идеали, со некакви исправања неправди од минатото. Овде намерата е се да биде помешано и општеството да се доведе во хаос, а налудничавоста и настраноста да ја победат нормалноста. Што да очекува нормален човек од зацарената лудост, која во својот закон ќе предвиди стриктни казни и репресии? Се разбира, секој што ќе има спротивно мислење од утврденото, ќе биде гонет и прогонуван. Прогонот ќе биде озаконет. Христијаните ќе бидат повторно по пропис распнувани на крст, а модерните фарисеи ќе си го манипулираат новиот Понтиј Пилат, кој иако е до некаде свесен за неправдата што неминовно ќе мора да ја спроведе, сепак церемонијално пред очите на целиот народ ќе си ги измие рацете. Ова ќе биде нашето секојдневие, кога конечно гревот ќе се озакони. Законот за родова еднаквост е нова фарисејштина и ништо друго, вели Агатангел. Тој во својата суштина е длабоко лицемерство, кое во име на слободата на секаде ги посадува никулците на смртта и непостоењето. Од спроведувањето на овој закон, единствена добивка ќе имаат неговите творци и идеолози. Ви спомнавме кои се тие идеолози, нели? Ви спомнавме во почетокот. Кои во име на ситен и гнилежен профит се подготвени да го претворат во духовна депонија целото македонско општество. Тие ќе си профитираат, а нам за веки веков ќе ни бидат извалкани и рацете и душата. Затоа итно е потребно на ваквите луди, непроверени и погубни експерименти одлучно да им застанеме на патот, вели Агатангел. Пред плиткоумноста, наивноста и глупоста не треба да се молчи, па макар биле искажани и од една министерка. Покрај сите шокантни настраности со кои е наполнет овој закон, најмонструозна е одредбата дека дури и малолетници ќе имаат право непречено да си го определат полот. Не просто да си го сменат, туку да си го определат. Со ваков човечки распад досега не сме се сретнале, вели митрополит Повардарски Агатангел. Оние што треба да одлучуваат и да гласаат за овој закон, нека си се прашаат кој ќе му одобрам ли на своето дете? Да се прашаат, ќе го повторам ова. Ќе му одобрам ли на своето дете самото да појде во полиција и да си го промени изводот? Најпрво нека бидат честни пред себе си, па потоа нека одлучуваат за сите нас. Интенцијата на овој закон е да унапреди некои запоставени права, тоест на овој закон не е да унапреди некои запоставени права, туку напротив ќе им нанесе неправда на сите оние што барем малку држат до основната етика и морал. Сите ќе бидат повредени, и мажите и жените, и старците и децата. Единствениот мотив на нашите политичари што сакаат на мала врата и нечујно да ни го протнат овој закон е да и се додворат на Европа и да покажат дека ние сме поголеми европејци од нив. Ваков мотив може да се крие само во духовен и интелектуален провинцијалец кој излегува покомичен од жабата што ја крева својата нога, гледајќи како го подковуваат коњот. Но нам добро ни е познато дека децата на овие демонски операции е да се, дека целта на овие демонски операции е да се земе душата на народот, да се завладее и манипулира со неговата свест.
Народот треба да биде ставен во целосна покорност и апатија, да му се уништи сеќавањето, да му се одземат сите негови проверени уверувања, секоја негова традиција, негова чиста вера. Дури тогаш некој ќе може успешно да владее и со умот, и со телото, во секоја смисла, и во духовна, и во материјална. Црквата секогаш им била верна и кротка мајка на македонците. Таа низ историјата воопшто не се плашела да си ги каже своето мислење и постојано во доброто да го упатува својот народ. Црквата е совест на македонскиот народ и нема страв од никого, освен од Бога. Нашиот темел во изминатите 2000 години се спасоносните евангелски начела и добро проверените духовни примери на светите отци. Нас, христијаните, ништо не може да не изненади. Ние сме подготвени на се. Знаеме дека кнезот на овој свет го мрази човештвото, кое е создадено според образот Божји, и дека никогаш нема да престане со своите клевети, напади и исмевања. Но Бог е голем. Он нема да дозволи да погине ниту едно од неговите најмали созданија. Пишува митрополит Повардарски Агатангел во весникот Нова Македонија. Това беше целата негова изјава во име на црквата и му благодариме што се одзва, бидејќи црквата која што ја почитуваме и е дел од нашата самобитност, нели, од нашата култура, од нашиот живот, од нашата денка, се изјасни што мисли таа во врска со родовата така наречена еднаквост, идеологија. И која е пораката во сето тоа? Како вие го толкувате ова што го напиша владиката Агатангел, Ана? Благодарност до владиката Агатангел, кој што има таа доблест и е еден од тие достојни владики во Македонската православна црква, кој што има доблест да застане пред јавноста, да изрази своје мислење и свој став и да застане во одбрана на она што е навистина вистинито, да се одбрани на вистината пред се, а со тоа и на човекот кој што е со Божјите својства или надарен и обдарен, за да си го создава и креира слободно својот свет. Тој застане со македонскиот народ во борбата за сочувување на својата независност и сувереност. Така што ова е навистина за поздравување и многу е тоа нека биде исто и пораката што може да извлечеме за слободата, за грижата за духот, значи кое што сите ние треба да ја имаме, а кое што ќе ни помогне здравиот дух да го сочуваме и своето тело во оваа смисла, значи со оваа родова идеологија, значи се оштетува и духот и телото, за жал. Меѓутоа не можеме да го спасиме телото ако духот ни размислува во другиот правец, во таа насока што е погубна. Значи, ова би било целосно едно само спасение, така да кажеме, на секој поединец, кога со својата внатрешна духовна чистота, состојба и смирение ќе го следи оној што е вистинскиот и Божјиот пат и на природните законитости во нас и надвор од нас, ќе може да одлучува, да донесе одлуки правилно, разумно и со тоа ќе си го сочува и својот целосен интегритет, психофизички. Значи, телото, според нашата православна христијанска религија, вероисповест и учење,
е храм на душата. Значи телото исто толку е вредно, важно, со иста нели значење за личноста на човекот. Значи Да. не може дуализам да постои во тие две нешта. Сепак тоа е една личност што е со со, со истиот идентитет што сега се проблематизира, значи, доколку не се случува тој психофизички целосен интегритет, идентитет на личноста, тогаш проблемите се отвара врата за многу проблеми. Значи, те имаме и од науката, имаме и од црквата, идентични ставови кои што навистина сакаат да го сочува човекот од ова злосторство. Да. И затоа тука е на нас нели сето тоа само да го манифестираме, да си го во нас изградиме, за да може да се избориме против ова што нема ни аргумент веќе, тоа не може, тоа е толку прозирно што ние видовме што стои за тоа. Сега, ако некој сака да се прави слеп при очи или будала, навистина не е совесен, а со тоа не е одговорен, а со тоа и така тој штети на заедницата. Точно така. Значи, така одговорноста сепак е и на секој од нас. Значи, лична. Не мора да ти да си во првиот ред што донесуваш такви не издржани одлуки, туку и затоа што ги прифаќаш, затоа што не се спротивставуваш на тоа. Исто е одговорно. Ова е навистина озбилна и итна работа. Итни мерки треба да се преземат во врска со ова. Но може би поитна е од било другите случувања што се случуваат во Македонија секој ден. Народот да се охрабри. Родителите кои што имаат дечиња, ако приметат нешто чудно, во она што децата го учат на училиште или го носат дома како работна задача, веднаш да го пријават тоа нешто. Каде што треба да се пријави тоа нешто и да се обратат на оние организации кои што постојат за заштита на децата, вистинска заштита, не оние други што не владини дека се за заштита на децата. Што повеќе поплаки и незадоволство може да донесе добри резултати. Македонскиот народ, сме рекли порано, е храбар, мудар, многу помудри од оние што се на власт моментално. Се работи за децата, нашата иднина. Така е. И имаат право да израснат како деца во една земја каде што ќе бидат образовани за својата историја, за својот народ, за развијат љубов кон својот народ и се она што е македонско. Тие се нашата идна генерација, тие ќе ја предводат земјата во иднина. И ние сме должни сме и одговорни да ги чуваме нив од злото. Така е, уште повеќе што тоа ајде нека остане за следната емисија, уште повеќе што ова иднина која што треба да биде и на нашите деца и на земјата е директно загрозена, значи стои мечот над глава со тоа што со тие конкретни се тие медицински интервенции се уништува самиот репродуктивен систем, значи овие медицински интервенции на промена на полот, значи на терапија со хормони и блокатори, тоа ќе го, ајде уште повеќе така малку ќе го образложиме следниот пат. Значи трајно доведува до неплодност. Значи не може да биде плоден тој што е трансджендер, така наречен, лично, а со самото тоа, значи тој прво во старт
му се интервенира, не може личноста да ја оформи на природен начин. Значи, тоа е вишточко формирање на некој идентитет, на некоја личност, што е на вишточки начин создадена, башка, а второ и што неплодност е. Значи, со самото тоа иднината на нашите деца е доведена под прашање, а второ е под прашање на нашите поколенија, затоа што нема да има поколенија. И со самото тоа, општеството едноставно ќе страда, ќе старее, ќе се распаѓа и на крај таквото општество едноставно ќе исчезне. Значи, многу аспекти се овде во прашање, особено општествените, што се од наш витален интерес. Не е тоа нешто лична определба. Ова е суштествена интервенција во целото општество, значи во колективитетот, во културата, во начинот нашето живење, поимање и вредносно однесување. Значи, не е тоа така лична определба што сака нека прави, воопшто не е така. Така се прикажува како некое право. Меѓутоа, во суштина е спротивно и не заштитува ништо, туку ќе не уништува сите. Точно така. Да, и тие што се глобалистите и милионерите што ги поддржуваат овие иницијативи, тие немаат кажано лица како Бил Гейтс и слично, дека целта им е да се намали бројот на населението во светот и точка. И тоа го прават преку овие идеологии, преку вакцини и кој знае што други работи ќе измислат, меѓутоа не ќе можат да успеат во сето тоа, затоа што лагата. Не смееме да дозволиме, нема да биде така. Нема да дозволиме. И преостанува pouка, уште една pouка до нашиот народ е да се превземат мерки секако, но што е исто така важно од моја гледна точка, моje мислење, сега, тоа е да размислуваат во каква држава, каква Македонија сакаат да живеат, нели, да воспостават структури и организации кои што се воспоставени, нели, со вашата организација, тоест организации кои што сте основачи и членови, работите активно за доброто на нашиот народ. Тоа нешто да се прави поорганизирано, каде што ќе учествуваат поголем број луѓе. Оти не е овде прашање дали е ова вистина или не е. Се знае дека е вистина. Туку што мерки ќе превземиме и не само какви мерки ќе превземиме, кои што ќе ги спроведиме, се разбира, туку каква земја сакаме да живееме, не? Така е. Нема да се помисли дека изгубуваме земјата, татковината Македонија. Не може никој да ја земи Македонија, но да не дозволиме да свестанија како што вели самиот владика во неговата изјава, не смееме да дозволиме тоа нешто да се случи и мора да преземиме мерки. Сега е една позитивна енергија на нашата земјина топка, нели, на планетата Земја, така да ова нешто треба да се искористи до максимум, затоа што се дава таа прилика, нели, за да сонуваме и да спроведеме нешто што би сакале да ни биде, нели, убав живот. За сите во земјата. Така е, бидејќи сме сведоци од сите страни атакуван човекот и со недозволени, ве гледаме дека и биолошки средства, значи хемиски, значи тоа го загрозува и нашиот опстој и здравјето претходно и така. И сега битно е што сето тоа укажува на тоа дека тие антихумани, нели, што некој ги прави агенди против човекот и човештвото, веќе се прозрени, значи од сите нас на целата планета
И ние за тоа се бориме, значи борбата е против нив. Не е борбата против некој човек, некоја држава или меѓу себе како човештво. Ние сега да спориме. Туку целото човештво едноставно ја води таа битка против злото е сега и се што таму доаѓа. И сега имаат и име тие што го практикуваат, не воопшто без причина, да речеме, ние од ова поднебје, особено од Србија, народот кој што беше бомбардиран со сиромашен ураниум, например од НАТО, тој и ден денеска последиците ги има, затоа што таму многу голема популација се уште заболува од канцер. Исто и ние овдека, значи ние сме многу близко, без оглед што тоа територијата е многу мала, да речеме, така што и ние веројатно ги имаме истите последици. И сега, тие што тоа го прават на таков начин и продолжуваат, едноставно човештвото сега се крева и не може, ако не победи, значи мора да победи човештвото со своето добро, со она што треба, нели да го оставиме и за да стојува и понатаму и многу долго. Така што не е тоа прашање на некого против некого, туку е точно на борба на човештвото против злото. И сите ја водиме онаму каде што сме, како знаеме, умееме, меѓутоа тоа е определбата на човекот во 21. век, затоа што од сите страни е атакуван, уништуван едноставно. Ето, ова е тоа, не е ништо друго. Помалку внимание на банални работи, што се случуваат во Македонија. Тие се банални работи, многу од работите што се случуваат, тие нешта што владата нели ги и властите ги произведуваат, како што реков, позитивно настроени, не сме да постои никаква омраза помеѓу нашиот народ, туку само љубов и слога и да се работи на тоа, да се истера непријателот и однатре и да се почне од почеток, затоа што ова е 30 и нешто години, нели ова го прават, така да ќе земи време, но народот е тој кој што е суверен, како што велиме, нели многу пати земјата е суверена. Оние што се потврдени злосторници, за нив нема место во било која држава, не само Македонија. Нема место за такви луѓе. Тоа мора сито да е одговорност, да на крајот така треба да заврши, тоа е правилниот начин. Ние во мојата професија како новинар велиме don't play the individual, play the ball. Она што го рековте пред малку. Не се замарајте со индивидуалци како таче, маче и не знам што таму, секакви некакви ликови кои што сега постојат, утре не постојат, дај Боже. Туку суштината на сето тоа, нели? Така. Значи се договоривме ќе продолжиме и следниот пат во четврток во 20 часот. Не заборавете, ќе биде премиерна како и оваа програма, така да ако имате време да не следите баш во тоа време кога ќе биде емитувана и со вашите приметби, можете слободно тоа да го сторите, ве молам, никакво вреѓање или оценување или навреди. Овој ТВ канал е создаден за вас. Така да бидете пристојни и со почит еден кон друг, ако имате нешто со кое што се согласувате или не се согласувате, слободно можете тоа да го искажете или нешто да ни кажете ново што ние не го знаеме, кој што би сакале да го знаеме, нели? Се за доброто на нашиот народ. Се надевам дека го задржавме вашето внимание. Ви благодариме уште еднаш од Ана Бобинкова и од мене Силвана Павловска. Ви посакуваме пријатна вечер и се гледаме следниот
четврток, дотогаш се најубаво и со Господ напред. Со Господ напред. Ljubavo da i da pobedi dobroto. Да победи доброто. Благодариме. Се најдобро. Dubanje. Довидување.